Владата будно ја следи состојбата, но засега нема да носи мерки против инфлацијата, која според најновите податоци, просечната е нешто под 4,5% и е најниска во регионот. Според анализата на владата, транспортот, особено цената на керозинот, цигарите и алкохолот ја зголемиле инфлацијата во мај на 4,7%. За цените на транспортот, премиерот Мицкоски најави дека се разгледуваат мерки во корист на граѓаните и можно намалување на даноците, а за цигарите и алкохолот нема да има мерки со цел да се заштити здравјето на граѓаните. Во делот на алкохолните пијалоци, тутунот и цигарите, односно тутунските производи и цигарите, нема потреба од никакви мерки, во напред кажуваме дека тука нема да има мерки. А во делот на транспортот разговараме со транспортерите. Најголемиот дел е авионскиот превоз поради скапиот керозин, кој што е двојно повисок. Така што тука може да интервенираме повторно во делот на даноците, но да видиме што ќе се случи во овој месец, па потоа ќе носиме мерки. Фокусот на владата е инфраструктурата, но и капиталните енергетски проекти. Мицкоски најавува дека владата е многу блиску до одлука сама да ги гради Чеврен и Галиште. Овој проект според премиерот е од големо значење за државата, бидејќи освен што ќе придонесе за зголемување на производството на енергија, со него ќе се создадат 2 резервоари на питка вода, и тоа како потребни не само за нас, туку и за регионот. Има многу причини за кои што верувам и јас и колегите во владата и во компанијата АДСМ, поранешно Елем, дека треба да се обидеме, и вака народски кажано, да стиснеме заби да го изградиме сами овој проект. Имајќи предвид климатските промени, убеден сум дека не само на Македонија како држава, туку и во регионот ќе им требаат 2 резервоари за питка вода. На терен засилуваат и активностите во делот на патната инфраструктура. Се очекува делот од Извор до Врбјани на автопатот Кичево-Охрид со сите тунели да биде целосно завршен и пуштен во употреба најдоцна до октомври годинава. Целосно, трасата од излезот на Кичево до Охрид се очекува да биде пуштена во првиот квартал од 2027. Месецов ќе почне да се работи на автопатот Скопје-Блаце. Мицкоски рече дека завршена е целата процедура за избор на изведувач и веќе до крајот на месецов очекува да почнат првите теренски активности. Паралелно, владата според премиерот е фокусирана и на поддршка на земјоделството во насока на зголемување на домашното производство.